еден познат астроном, професор на универзитетот во Принстон, Хенри Расел, кој одржал лекција во една прилика за Млечниот пат, нашата галаксија, колку е голема, колку е мала Земјата, дал споредби различни, ги восхитил сите со неговото знаење. И на крајот некоја жена дошла и го прашала: "Говорите, ако нашата галаксија е толку голема, што може да кажеме за Вселената колку е голема, и ако нашата планета е толку мала и беззначајна, и ако човекот пак е само една прашинка во сето тоа, тогаш можем ли воопшто да се надеваме дека Бог би посветил внимание на тој беззначаен мал човек, кој има предвид каква голема, огромна Вселена создал, тогаш кој човекот Бог да му сврти внимание, да му обрати внимание?" И тогаш професорот одговорил: "Па, одговорот на вашето прашање зависи од тоа во колку голем Бог верувате. Јас верувам во многу голем Бог, кој е и во исто време е способен да создаде толку голема Вселена и во исто време да му го обрати сето внимание, љубов и грижа на малиот човек. И тоа е големината на нашиот Бог. Во исто време создава огромна Вселена, неговата слава ги надминува небесата и во исто време може целосно да се посвети на малиот беззначаен човек." И овој псалм токму тоа го открива. Открива всушност зошто е создаден човекот и преку овој псалм можеме да го видиме висинското значење, висинската цел на човекот. Пред да поминеме на разгледување, да кажеме нешто за оно што е дадено во самиот увод, раната еврејска традиција што напишала како вовед во овој псалм, тоа е за хороводителот со гититски инструменти Давидов псалм. Значи напишане за хороводителот, а компониране, т.е. музиката која е составена за овој псалм е за гититски инструменти. Гитит е древен инструмент познат кој во видоизмената форма постои се уште до ден денешен. Во грчкиот превод, во Септуагинтата, датира некаде од 2 век пред Христос, грците, т.е. елинистичките евреи, кога го транскрибирале овој збор гитит на грчки, го транскрибирале како китара, со К, китара, и во некои јазични подрачја се уште денешната гитара се вика китара. Во Грција, например, се вика китара. Зашто самиот инструмент наликува на денешната гитара. Или, ако сакате, така, со други зборови кажено, овој псалм е компониран за гитара, за гитаристи, за древни гитари и современи. И тука можеме да видим така малку, ке излеземе од текстот, колку културата навлегува во формирање на црковни практики и доктрини, така да кажеме. Зашто доскоро во конзервативните, оние класични цркви, било забрането користење на гитарите во славењето и било дозволено само органата и оргулата. А органата немаме никаде во Библијата, а гитарата имаме. Забранет е еден библиски инструмент, а е дозволен еден инструмент кој воопшто го нема во светата историја запишена во Библијата. Вистината е всушност дека Бог може да биде славен со секаков инструмент. А пак овој псалм е пишуван за гитари. Давидов псалм, значи раната традиција го припишува на Давид и посебно за раниот период од животот на Давид, кога тој служел како или работел како овчар на стадото на неговиот татко Есеј. И така додека вели традицијата, додека лежал ногите со стадото и гледал кон небото, восхитувајќи се на богатото соцвести, на огромниот раскош и сјај што го открива палестинското небо, во кое сигурно може да се видат многу цвести. За жал ние денес не можеме да видиме толку, а којете на планина ќе видите повеќе. Гледајќи го сиот тој сјај и раскош, како дете што верува во Бог, не може да сето тоа да не го поврзе со величието на Бог. И така восхитен од творението, а и во исто време и исполнет со страхопочет кон Бог, тој извикува: Јахве Господи наш,
колко е величествено името Твое по цялата земя. Си е истигнал славата своя над небесата. Почнува со доксологија. Го прославува Бог и ќе видиме ние нели понатаму, тој изблик на восхит, на славење, произлегува од величието што го открива, од славата што открива, дајќи го творението. Безкрајната вселена. Интересно е, говори за една слава која е истигната над небесата. Тоест, идејата овдека е трансцендентноста на Бог. Божјата слава, Божјото величие е толку голема што оваа вселена за која научниците велат дека е безкрајна, не може да ја опфати. Дури ни безкрајната вселена не може да ја опфати Божјата слава. Таа е поголема, над, повеќе од творението. Над творението, излегува, оди во безкрај. Интересно, Давид, говорејќи за таа трансцендентност, таа величие на Божјата слава, во исто време кажува како едно дете, едно новороденче, едно доенче може да ја свати, не толку да ја свати, може да ја види и да ја похвали Божјата слава. Додаде слава на Господ. И во продолжение на текстот ги спротивставува малите деца со оние кои го отврлаат Бог, тоа со непријателот и одмазникот. Друга информација за овој псалм, неколку пати е цитиран во Новиот Завет. Господ Исус го цитира токму овој текст. Авторот на Евреите цитира малку понатаму, кога говори дека човекот е создаден малку помал од ангелите, меѓутоа целото создание е покорно под нозете на човекот. И видим таму авторот на Евреите, правејќи ваква екзегетска врска и говори која ќе биде реалност тоа и зошто не е сега реалност. Но, за да го сватиме по-добро овој текст, овој стих, ќе треба да отидеме до Новиот Завет и да видиме во кој случај Господ Исус Христос го цитира овој текст. Но Давид говори за малите деца, кога Христос го цитира овој текст, околу него нема доенчини и новороденчини, тука има мали деца. Така да кога говориме за новороденчини, немаме во предвид буквално, тука говориме за мали деца. Мали деца кои можат да ја видат Божјата слава и да дадат похвала на Бог. Интересно е, и вистината е таа дека, кога ќе се открие Божјата слава на малите деца, тие ја препознаваат и му даваат слава на Господ. Тоест, кога на мало дете ќе му се каже за Бог и ќе му се обясни Бог, то не може да остане повеќе атеист. Нема мали дечиња на кои што им е евангелизирано, а тие сте останале или прифатиле да го отплат кога и да станат атеисти. И тоа е уникалноста кај малите деца. И затоа Бог има посебен однос кон децата. Кога е читана Библијата, посебно Евангелијата, тоа е така еден впечаток дека како Бог и малите деца да се создадени едни за други. Зашто малите деца, кога ја гледат Божјата слава и кога слушаат за Бог, нивите размислувања не се обременети со човечката суета, гордост, надменност и некои други филозофски прашања. Тие сосема чисто ја прифаќаат верата во Бог. Има еден случај така интересен кој го чул од мојата сопруга. Еднаш патувале во Софија од трамвај со нејзина пријателка која всушност се евангелизирала. Патувале со трамвај и оделе на црква. Имало мало дете кој така се закачало со патниците и ги прашало и нив кај одат, на кај патуваат, и тие рекле ние патуваме за рајот. И детето почнало да прашува што е рајот, што има таму, како е таму. И тие обяснувале и така обяснувајќи дошло времето да се симнат, зашто стигнале до станицата за црква. И го тргнале да се симнуваат, детето почнало да вика кон мајка си: "Мамо, овие одат во рајот, ај ние да одиме таму, многу е убаво." Тоа е вистината за децата. Тие кога ќе слушнат за Бог или кога ќе видат Божјата слава, не можат да одолеат и го прославуваат Бог. И сега видиме кој е проблемот всушност овдека во овој текст. Говори Давид за таа Божја слава и говори за децата наспроти тие непријатели. Во еден случај Господ Исус Христос
Например, во Матеј 21 глава опишан, таа постана негова седмица во Ерусалим, беше во храмот и доаѓаа слепи, сакати во храмот и тој ги исцелуваше. А првосвештениците и закониците беа таму, ги видеа чудата што ги направи, а децата и чуја како децата викаат осана на Давидовиот син. И кога закониците и свештениците слушнаа што викаат децата, му се свртеа на Исус и му кажаа: замолкни ги, овие нерани мајковци, кои хулат против Бог и те нарекуваат тебе Спасител. И во тој контекст Господ Исус го цитира овој псалм. Така да, овој псалм на Давид во определена смисла е месијански псалм. Говори за прифаќањето на Исус Христос од бедните, ништожните, никаквите и отврлањето од фарисеите и закониците. Интересно, децата кои почнаа да викаат кон Исус Христос и да го слават, не беа деца од неделно црковно училиште кои биле посебно подготвени од учителката во училиштето да го цитираат овој стих кој ќе го видат Исус Христос. Нашите деца го прават тоа кога се подготвени. Овие деца не се воопшто подготвени. Тие гледат нешто пред себе, гледат како Исус лекува, прави чуда и првото нешто што им доаѓа е да му дадат слава како на Синот Божи, како на Спасител. А во исто време, таму имаме фарисеи, имаме првосвештеници, имаме специјалисти во законот, во Словото, во познавањето на прошлото, на знаците за Месијата, што ќе прави кога ќе дојде Месијата. И тие учени, образовани, начитани теолози, кога го видел Исус Христос, го отврлија, за разлика од децата. И тука гледаме всушност која е за позадината, која е суштината на овој текст. Бог се открива, или Бог избира да се открие на бедните, на ништожните, на малите. Зошто? За никој на крајот да не се пофали. Имаме Божи избор. Но што значи тој Божи избор? Апостол Петар, апостол Павле во 1 Коринтијан 1 глава 20-29 стих вели: Бог го избра она што е безумно во светот, за да ги посрами мудрите. Она што е немокно во светот, Бог го избра за да ги посрами силните. И она што е ништожно, што е презрено, и она што се смета за ништо, Бог го избра за да го поништи она што е нешто, за да не може ниту еден да се фали пред Бог. Зошто Бог не ги избра фарисеите, книжниците? Зошто не им кажа: еве дојдов да го одведам во Божото царство? Зошто вие сте мудрите, паметните, знаете. И ако Бог избереше, тие ќе кажа: се разбере дека нас ќе ни избере. Ние сме најдобрите. Ние заслужуваме да бидеме таму. Кој друг би избрал, ако не нас? И ќе беше ли прославен, ќе се видеше ли славата некако на Бог? Не. Ќе се фалеа, дека тие заслужуваат. Бог го избра бедното, ништожното, она ги избра оние кои смета дека не заслужуваат. И кога Бог ги избира, тие го прославуваат Бог. И велат: Бог е голем, Бог е славен, зашто ние кои не заслужуваме ништо, сме избрани. Зошто го Бог не ги избра фарисеите? Зошто и тие не го избраа? Фарисеите избраа да не го изберат Христос. Избраа да бидат непријатели на Христос. А зошто избраа да бидат непријатели на Христос? Што им пречеше гордоста, им пречеше мудроста, им пречеше суетата. Тие не можеа да дозволат да ги напуштат првите места на госпите и таму да дозволат Христос да седне на тие први места и тој да биде прославен. Тие не можеа да се помират со тоа што Христос ќе земе славата што луѓето им ја препишуваа, им ја оддаваа. Оно што му пречи всушност на човекот да ја види Божјата слава,
е гордоста. Самочувството што го има за себе како за многу мудар. Што е проблем? Кој е проблемот на современиот човек да поверува во Бог и да ја види Божјата слава? Тој воопшто не сака да ја види Божјата, не се ни обидува да види Божјата слава, зашто она што го пишува за Бог во Библијата е од луѓе кои живееле пред 2000 години и кои не знаеле ништо од физика или од современа наука. Ние знаеме многу повеќе од нив. И јас сум го имал истиот однос. Ке читам нешто што е напишано од луѓе кои имале толку малку познавања, кои живееле соеверен живот, кои не знаеле ништо повеќе освен религија. И кога размислуваме така, според мене правиме грешка. Да, ние денес имаме информација, многу повеќе од древниот човек. Да, ние знаеме повеќе за наука од древниот човек. Но тоа не значи дека ние размислуваме подлабоко од древниот човек. Ние денес само голтаме информација. Ние денес само примаме информации, без воопшто да се задлабочуваме во суштината на нештата. Големата разлика меѓу современиот и древниот човек е во погледот на нештата. За разлика од древниот човек, кој се обидува, кој го бил се интересиран од суштината на нештата, од длабочината, ние денес само гледаме површината. Ние од медиумите, од информациите, од телевизијата, од песните, толку многу сме затупени во мозокот, што воопшто не се обидуваме да навлегуваме. Ние живееме во лага, ја гледаме лагата, чувствуваме лагата. И ни велат дека нормално е да ја прифаќаме лагата, и ние прифаќаме лагата. И воопшто не проникнуваме во длабочината на проблемот на лагата. Така е. Лага е насеката, се живее во лага, треба да живееме во лага. Ја голтаме лагата и се помируваме со лагата. И избираме да избираме лагата. Да живееме со неа. Зошто? Зашто не трупат со информација, конзумираме информација и си живееме со информацијата без да размислуваме на неа. Така и со хуманизмот, така и со представата за Бог. Кажуваме дека нема Бог и ние живееме со таа информација, без да се замислуваме. Воопшто без да се обидеме да го побараме Бог, да го откриваме дали воопшто го има. Тргнуваме од претпоставката дека го нема Бог, дека Бог не постои, живееме со таа предрасуда и никогаш не се обидува човекот да го побара Бог во животот. Како на случај со некој многу познат атеист, кој знал многу нешта, и одржал некоја лекција, ги осветил, сите ги оставил без спор, и на крај после долгото ракоплескање, некој човек, по се изгледа бил не толку образован, назгоре од себе дури некултурно јадел јаболко, додека зборал, додека поставил прашање. И не само што јадел јаболко, го јадел така некултурно, силно шламкајките дека јаде. И го прашал професорот: господине, професоре, се гледа дека знаете многу. И многу сте начитани, имате многу познавање од сите области. И затоа барам помош од вас, јас простиот човек, да ми кажете, бидејќи јас сум многу прост, не знам, да ми кажете дали јаболкото што го јадам е вкусно или не е вкусно. И тогаш професорот рекол: на тоа одговор треба вие да го дадете, но тоа прашање вие треба да го дадете. Одговорот: вие го јадате јаболкото и вие треба да кажете. Но гледајќи како вкусно го јадете, очигледно е вкусно. Гледајќи колку се насладувате. И тогаш човекот рекол: а како вие толку многу знаете, толку многу работи, а не можете да дадете толку едноставен одговор, но просто прашање дали е вкусно едно јаболко. А како можете па да дадете и како се осмелувате да дадете одговор за Бог, кога никогаш не сте го пробале, никогаш не сте вкусиле од Божјото постоење. И тоа е вистината за луѓето. Луѓето даваат констатација, не постои Бог, без воопшто никогаш да побарат, да се обиделе да го побарат, да го најдат, да видат како е да се живее со Бог, да го вкусат Божјото присуство. Живеат со стереотипот нема Бог
и се обидуваат цело време да докажат дека нема Бог. Никош не обидувајќи се да живеат заедно со Бог. А да се живее со Бог, да се види Божјата слава, треба да се види како децата. И затоа Господ Исус Христос вели, ако не бидеме како нив, нема да го видиме Божјото царство. Децата се пример за пристап кон Бог. Не обременети од суета, од гордост, од предрасуди, тие може да ја видат Божјата слава и веднаш да ја одразат. Кога човек не проповеда редовно, губи тренинг. Тоа е за првиот дел. Уште сме првиот дел. Ке побрзаме малку. Третиот и четвртиот стих. Бог, вселената, човекот. Значи, кога Давид, гледајќи го небото, небесата, делото на Божите прсти, се што е на небото, гледајќи го тоа величие, тој безкрај, нормално си го поставува прашањето, со којто започнавме, она жена што го поставила прашањето. Имајќи ја преди таквата вселена, и во оваа вселена, огромна, безкрајна, имаме прашинки, безначни човечки суштества. Тогаш, навистина, кој е смислата на човечкото постојање? Зашто сепак, кога ќе снема еден човек, па дури целата планета ако ја снема, вселената ќе продолжи да суштествува. Која е смислата на човечкото постојање? И би посветил ли барем малку внимание Бог на тој безначен, ништожен човек. И во овој стих, всушност нова прашање, кој го поставува овој стих, се развиле две философии. Се развила секуларната, светски хуманизам и овдека ни се открива библиската антропологија или библиското разбирање за човекот. Човекот ја избира секуларната филозофија, иако не дава добар одговор или вистински одговор на прашањето за човечкото постојање, смислата на човекот. Што вели човечкиот хуманизам? Човекот е еволуирано животно. И тоа суштество кое успеало да еволуира од тој процес најмногу од сите останати. Единственото разумно суштество. И заради тоа, човекот треба да биде поставен во центарот на интересот на оваа планета. Затоа, специјалните права треба да бидат кон човекот. Имаме специјална повелба во Обединетите нации за човековите права. Универзална повелба за универзални човекови права. Такви повелби немаме за животните, само за човекот. Човекот станува критериум за вистините. Човекот е во интересот на вниманието на човекот. Треба посебно внимание и грижа да се посветува на човекот. Тоа е светската филозофија, светскиот хуманизам. Да ги заштитуваме посебно правата на човекот. И би кажале, многу убава филозофија. Но ова филозофија се грижи за човекот и нуди некаква смисла и некакви права за човекот само овдека на земјата. Кога човекот ќе се спореди со оној вечен циклус на движење на материјата, стигнува до заклучокот дека човекот, иако е неразвиеното животно, сепак тој е жртва на законите на движењето на материјата. Ние сме материја, материја која се развила во процесот на револуцијата, но се установува материја. И на крајот на криштата таа материја се менува и човекот си има крај на существување во вид материја и да неки се претвори во земја и ќе престане неговото существување. И таквата филозофија всушност не нуди нешто повеќе од нештата што ги нуди животот на земјата. И оваа филозофија или песимизмот што го носи оваа филозофија, може би на најдобар начин ја представува незначајниот представник на човечкиот хуманизам, на современиот хуманизам, Бертранд Расел, кој вели во едно место: животот на човекот е долг марш низ темнината, исполната од невидливи непријатели, измачуван од досада и болка кон целта, која само малкумина може да се надева дека ќе е исполнат и каде никој не може да остане толку.
Марширајќи нашите пријатели, еден по еден, ненајдено исчезнуваат од нашиот поглед, починувајќи се на тивката власт на самотната смрт. Краток и слаб е човечкиот живот. Слепа за доброто и злото и несвесна за уништувањето што го предизвикува самотната материја, се тркала по својот безмилосен пат. За човекот кој е осуден да ги загуби своите најмили денес, а утре и самиот да помине низ поротите на смртта, му станува единствено да се грижи за возвишените мисли кои го облагородуваат неговиот ништожен ден. Значи, на крајот на краиштата човекот, колку да е истигнат на земјата, се соочува со законите на материјата. Ние се материја, законите на материјата се преминуваат од една форма во друга. Сега сме луѓе, утре веќе не сме луѓе. Денес заслужуваме почит, чест, но утре веќе не сме ништо. И на крајот тој заклучува како разумни суштества, ние треба да се посветиме да твориме, да го идеализираме овој живот. Други велат, еднаш се живее, затоа јади, пи, весели се. Бидејќи одиме кон ништо, не опфаќа еден универзален нихилизам на крајот, се ќе заврши во непостоењето. Затоа додека сме на земјата, да изживееме максимално, да го изживееме секој миг. И на крајот на краиштата таквата филозофија оди кон алчност, кон борби, кој повеќе ќе земе овде на земјата, кој повеќе ќе преживее, кој повеќе ќе искуси, кој повеќе ќе приграби. И семето на ваквата филозофија создава човек без смисла, без надеж, без некоја долгорочна цел, без апсолутни вредности, без некои идеали кои ќе го водат за вечен живот. И таквата филозофија на крајот на краиштата не ја задоволува вистинската потреба на човекот. Она потреба за вечност која е вложена во самиот човек. Тоа е светската филозофија по која што човекот денеска трча и сака да ја застапува. Наспроти таа, овдека Давид открива божествената. Вели, си го направил човекот, малку помалку од ангелите, но со слава и чест си го овлачил и си го послал на телата раците твои. Како е создаден човекот? Не е еволуирано животно. Малку помалку од ангелите. Во еврејскиот текст овдека употребен зборот Елохим. Не е употребен збор за ангел, употребен збор за Бог или Божество. Во Септуагинтата овој збор Елохим е преведен како ангел, како ангели, и од тука веќе во нашите преводи го имаме ангели, додека во многу англиски се уште зачува зборот Бог, Божество, Богови. Човекот е направен малку помал од самиот Бог. И човекот е создан како тако. И тука имаме рефлексија на првите стихи од Библијата. Човекот е создан по Божиот образ и подобие. Единствено човекот е создан по Божиот образ. Во човекот Бог го гледа својот образ. Единствено човекот е создан со капацитет да ја одразува, да ја содржи Божјата слава и да ја одразува Божјата слава. Само човекот е создан со капацитет да го живее божествениот живот. Всушност, кога човекот е создан, Бог имал намера во човекот да се представува себе си. Создавајќи го по својот лик, по својот образ, по својото подобие. Во творението, во созданието, човекот е Божиот лик. Човекот е Божиото подобие. И тоа е големата цел што има Бог за човекот. Не некакво живото, некаква форма на материја која се еволуирала, дури успеала да еволуира до способа да памти информација за определено време. Не, човекот е Божиот образ, кој треба во створението, во созданието да рефлектира Божјата слава. И тука имаме голема разлика меѓу божествената и човечката антропологија, божествениот и човечкиот хуманизам. Многу по-возвишена идеја за човекот е содржана во Библијата, така и самиот Бог, отколку што човекот е создал самиот себе си. И не само тоа, продолжува, и кога создал Бог се, и го создал човекот како круна, се покорил под нозете на човекот. Тоест го создал да биде еден вид господар
на цето останато создание. И сега, авторот на Евреите додава, го цитира овој стих, 3-4, и потоа го поставува прашањето, но сега уште не гледаме дека му е починато се на човекот. Дали навистина се му е починато? Не гледаме. Зошто? Зашто таа функција на човекот се губи во гревот. Но го гледаме Исус кој беше за кратко време помал од ангелите, овенчан со слава и чест заради претрпената смрт, како Божјата благодат е вкуси смртта за сите. И Божиот син, како човекот, стана малку помал од ангелите, или малку помал од Бог. Стана како човекот. Зошто? За да ја врати, да го врати човекот по Божиот план. Божиот план за човекот е да биде Божиот образ, да биде круната на созданието, Господа на созданието. Гревот го пореметува тој план, но Бог не се откажува. Бог во неговиот копнеш да го оствари планот за човекот, го праќа Христос. И што всушност се случува? Во позадината, ова поразено од грев создание, сите тие незгоди што ги гледаме, неволи, непогоди и неконтролирани сили во природата, во позадината Бог гради проект. Проект наречен ново небо, нова земја, во која човекот ќе ја врати својата позиција и својата функција. Оној план кој што Бог го имаше за човекот уште во создавањето. И тоа е големината на човек. За човекот има план, голем план. Човекот останува во Божиот образ, останува круната на созданието и како таков човекот ќе во вечноста ќе извршува онаа функција што Бог ја има во новото небо, новата земја. Во Христос ќе се види дека се е починето на неговите носи. Гледате како овие два текста ги спојува авторот на Евреите. Вели го, се почине под носа на човекот. Но се гледа ли тоа? Не се гледа. Во Христос се гледа тоа. Во делото на крстот, што Христос го изработи за човекот. И од тоа, која филозофија ќе ја прифатиме, од тоа каква антропологија ќе застапуваме, човечка или библиска, ќе зависи нашиот живот. Ќе зависи како ќе ги насочуваме нашите сили, време, дарби, способности, во што ќе бидат нашите цели. Ако застапуваме човечка антропологија, тогаш нашето време, нашиот земен живот ќе го насочиме за земните работи. Ако застапуваме и ако прифаќаме библиска филозофија, библиска антропологија, библиски хуманизам, нашиот живот ќе биде посветен во градењето на Божиот проект. Божјата цел што има за човекот. И во зависи од тоа која ќе биде прифатена од двете, многу ќе се разликува животот на човекот. Од тоа ќе зависи колку човекот ќе живее осмислен живот, колку ќе биде исполнет со надеж и колку ќе се насочи правилно во онаа намера што Бог има за човекот. Ако веруваме во Исус Христос и неговото дело на крстот, тогаш сме дел од новото создание што Бог го гради зад историската сцена, а еден ден кој таа ќе се тргне, целиот свет, целиот универзум ќе го пее последниот стих од овој псалм. Јахве, Господи наш, колку е величествено името Твое по целата земја, новата земја. Навистина Бог е величествен. Тој е длабоко заинтересиран за човекот. Оној кој го создаде небото, оној кој создаде ова бескрајна вселена, само тој го исполнува сонот на човекот и човештвото. А за да го исполниме, да го реализираме во Христос, тој сон, треба да бидеме како децата. Ако не сме како нив, ако живееме во нашата суета, во нашата надменост, во нашата гордост, ќе го испуштиме сонот што Бог го има за нас. Тој ќе остане нереализиран. За да го пееме овој псалм, и може би на ден на китари ќе го свиреме на небото,
трябва да остане в Божият план и да изпълним Божията воля за нас. Да веруваме в Исус Христос, на Неговото тело за нас на кръста.